Не можеме да го поддржиме овој предлог и ќе зборуваме и на пленарната седница, затоа што комисијата, чијшто состав го разгледуваме денес, е еден од изворите на корупцијата во Македонија. Гледате и со последниот извештај на Европската комисија, јасно се зборува дека нема напредок во борбата со криминалот и корупцијата во Македонија, напротив расте. Во Македонија во изминатите години се зголеми праксата на објавување на тендери за добро познат понудувач, каде што или критериумите се прават такви да уште слика фали на тој кој што треба да го добие тендерот, од една страна, или од друга страна се стават карактеристики кои што може да ги исполни само таа компанија која што треба да го добие тендерот, и најголем дел од набавките се со еден понудувач. Од една страна. Од друга страна, многу често, да не речам секогаш, вредноста на овие набавки одговара на проценетата вредност на органот кој што ја спроведува јавната набавка и воопшто не се користи системот на електронска негативна аукција, од причина што тој еден понудувач кој што однапред знае дека ќе го добие тендерот, понудува цена која што е еднаква на проценетата вредност од страна на соодветната институција, а некојаш понудува и цени над проценетата вредност, имајќи предвид дека нема конкуренција, нема со која се надпреварува и се случуваат селективни јавни набавки кои што се со еден учесник и јавни набавки кои што ја суспендираат конкуренцијата, а ја стимулираат корупцијата. После тоа се слушаат приказни по градот, кои што мислам дека за многу брзо време после промената на власта ќе бидат дел од нив и докажани во судските институции, за тоа колку проценти од кој тендер кај кого одат. Најчесто шеф на целата операција се врвовите на политичките партии во власта, кои што управуваат со овој систем на јавни набавки, кои што е јавна тајна во Македонија. Па еве сакам да прашам од тука денес, дали е вистина или не, дека генералниот секретар на СДСМ е тој кој што ги договара овие јавни набавки за најкрупните, особено оние кои што се во најголемите институции во државава. Соодветно на тоа, оваа второстепена комисија скоро и да не прави ништо за да го спречи овој начин на коруптивно однесување. Напротив, за конкретниот господин кој што е предлог, постојат исто така кредибилни сознанија и сакам да прашам дали е вистина или не, дека одредени компании добро го наградуваат за одредени жалби да ги прифати или да не ги прифати и дека тоа му било пракса во изминативе години на работа и дали планира да ја продолжи таа пракса и да го информирам, сигурно ќе огледа ова, дека за тоа се носи кривична одговорност и за многу брзо време ќе му е испитана работата, а верувајте дека постојат бројни сведоци кои што тоа ќе го посведочат пред соодветните органи. Ова е причината зашто ќе гласаме против. Благодарам.